најголемата трагедија е она што мора да го разберат граѓаните, дека со ваквото однесување политичарите кои што го прават ова директно им бркаат во џебот на граѓаните, затоа што тие пари кои што ќе ги инвестира некој во Македонија, дел ќе отидат нели за даноци, дел ќе отидат за давачки кон државата, дел ќе отидат за плати на граѓаните. Значи директно им брцаат во џебот на граѓаните со тоа што блокираат инвестиции за да лапнат БД. Вели каква идеологија има Јакимовски, како би ја водел државата, во кој правец? Петар Серафимов прашува. Петар Серафимов ти е најредовен гледач на емисијата. Како мисли каква идеологија? Во смисла на политички спектрум, центар, десно, лево. Десно од центар. Добро. Подносна надворешна политика? Вака се. Ние сме членка на НАТО и тука нема бегање. Ние имаме европски аспирации и тука нема бегање. Но разликата од другите, ја не сум во овој момент, да речеме, слушај, не знам, ќе име БРИКС, ќе име вамо, не. Ние треба да со Европска унија да дадеме рок до кога ние сме спремни да чекаме во чекалната. После тој рок, уште од сега треба да се каже дека ние не сме спремни да повеќе да чекаме. И мислам тој ден Д треба да биде 31.12.2030. Нема ли прием до тогаш, ние треба да бараме алтернативни решенија. Поднос на натрешна политика? И да се држиме кон Европа, меѓутоа да си бараме и други алтернативни решенија. Исклучиво против сум промена на уставот и да се прави граѓански устав, како што еден од кандидатите овде кај вас го кажуваше. Таман работа, единствено место кај што веќе не пишува Пази, на народ кој е оспоруван, кој му се негира идентитетот, да предлагаш граѓански устав, тоа значи еутаназија да си направиш. Зошто е тоа? Ево, објаснете. Колку да се каже нешто. Не, објаснете го што значи граѓански устав за Македонија во овој момент. Па ако си избит, па по мене тоа е, по мене реално веќе нема македонците нигде да ги пишува. По мене граѓански устав е поопасна теза во овој момент од или поопасен предлог од францускиот. Ај сега вака да ви кажам. Имаме ли сега ние клjuč околу вработување во администрација и така натаму? Утре ќе ти речат 100% ќе се видат. Да. Граѓанска држава сме, си вредат луѓе, ај здраво кој дишиш. Значи, тоа не е така. Само кажи си го и прави си манџа дома. Не е така. Да, подносна внатрешна политика е едначна нешто на почеток. Второ, строго сум против. Значи, најжестоко се противам. Изборот на председател во парламент. Таа функција и така е марионетизирана, и така е полтронизирана, и ако го направиме тотален зависник од пратеничките групи председателот, да можеш и кога сакаш да си го смениш председателот, тогаш да ја укинеме функцијата председател. Или да направиме само председателски систем. Значи, нема логика председателот сепак, кога го црпе легитимитетот директно од народот, да, е посилен. Тогаш значи и тоа го обврзува он да се однесува кон сите граѓани подеднакво исто. Као што е кралот, нешто слично као што е кралот, води сметка за државата, за сите граѓани. Ако вие го направите продолжена рака од партиите, тој само ќе им служи на партиите и натаму нема на државата и на народот. Ние прво неговата, затоа е направена неговата функција да биде стабилна, да не биде лесно менлива, за да може председателот да отвара прашања, да не се согласува со прашања, да се противи на политики кои според него се штетни за граѓаните, да бара отварање на дебати по тие прашања. Чекај бе, кај си тргнал ти, стави си европското знаме, си шибај си законите, стоп, застани. Ајде да отвориме дебата за тоа, да видиме народ што ќе каже, да видиме експерти што ќе кажат. Јас сум ви кажал некогаш во социјализмот како се носеа закони. Сите бре институции ќе си дадат мислење за тоа. Широка дебата за било какви промени и така натаму. Има едно прашање. Да, постави го прашање. Рековте дека многу ја сакате градоначалничката позиција која што имате во моментов. Што ве мотивираше, што ве натера да се кандидирате за претседател? Затоа што тоа е сепак, нели, голема работа, голема одлука која што ја донесовте, имаше, нели,
долг период мислам дека се размислувавте за да донесете одлука, што ве натера да се кандидирате? Прво да му одговорам на Александар, спомна и внатрешната политика. Да. Во внатрешната политика мислам дека имаме многу прашања да решаваме. Многу прашања во безбедносниот систем, во здравството, образованието. Никола, немаш ли образование како што треба, нема да имаш ни држава. Што правиме со волку голомасна администрација? Куриозитет преска видов. Човекот бил овчар во некое земјоделско стопанство, а сега е пазарен инспектор. Претходна функција, претходна работно место, овчар. Имаме жената е фризерка, а сега е примена како помлад соработник во обвинителство. Ќе престанеме ли со тие глупости наши? Ќе поштуваме ли струки? Систематизацијата на работни места, ќе престанеме ли да ја правиме боксерска вреќа? Ќе почитуваме ли оние кои што читале книги по 600, по 800, по 1000 страни? Теорија на биланси сум ја полагал 1200 страни била. Политичка економија 634 страни. Да ги бројам ли страните? Облигационо, чековно именично и кој беше уште едно право? 3 права полагав. Трговско. Трговско право. 3 права полагав. Тоа беше 700-800 страни. Ќе почитуваме ли тие работи? Паѓа луѓе години, здравието им се зимаше, факултети напуштаа. Како можеме, ние сме сите тие кадри што завршиме тешко факултети, луѓе. Каде одиме ние? Вака ли ќе и повикуваме инвеститорите? Денеска ми кажува еден господин во делот на енергетиката, замислете, за да ставиш ветропарк, треба година дена да ги мериш, да ставиш инструменти да ги мериш ветровите. Вика, година дена не може да добиеме дозвола за да ги поставиме инструментите. Така ли ќе стимулираме ние странски инвестиции? За големите странски инвестиции, зашто ние да не се договориме и власт и опозиција? Зашто и власт и опозиција да не се договориме за клиничкиот центар? За овие ветропаркови од 400 мегавати, не знам, таа когенеративна централа што треба да биде во Железари, зашто не се договориме заедно? Зашто заедно да не ги отвориме условите под кои што тој што ќе сака и да распишеме меѓународен конкурс, кој ќе се јави, условите се тие, кој ќе ни даде најниска цена откупна по која што треба да му откупуваме струјата, тој ќе земе работа и завршена работа. Како тоа ние со нив преговараме? Па после ни се сомневаат дека има корупција. Ако ја ти ги утврдам тебе условите, ова се условите, так, најголемата замка тамо знаете ли каде е? Во дисбалансот. Ако таа централа има 400 мегавати, и ако удрат облаци денеска има 0, а ти вчера ти ја најавил он дека денеска ќе ти биде во систем, а не ти е во систем, тие 400 мегавати треба да ги купиш од негде. Тоа многу скупо се плаќа. Сега тоа балансирање ние го правиме на саат време. До Босна и Хрватска е стигнато на 15 минути балансирањето. Ќе стигне до 5 минути. Како ќе балансираш толку големи системи? Оваа централа што сакат гасна да ја прават, зошто да му ја дадеме на тој од надвор да ја прави? Хидроцентралите ги пуштаме так за 3 минути во систем, а ова централата на газ, когенеративна. Гасот, заврти го, помалку ќе дава енергија. Ај попушти малце. Одма повише енергија да одма ти у систем. Зашто тоа да му го даваме на друг? Тоа е лесно за балансирање. Голема цака е балансирањето. Надворешната политика, економската политика. Ке поедноставиме ли процедурите, бе, луѓе, за добивање градежни дозволи, за водење бизнис во оваа држава? Ке направиме ли тела за инвестиции и тела кои што ќе се борат против корупција токму во инвестиционите циклуси? По примерот на Вучич ќе превземете нешто од неговото Апсолутно.
Ние треба да се жигоса се што кочи инвестиции и се што се... Имавте ви овде пример, кажувате некој, Илинден, ли кај беше таму? Да. Да. Кај што се злоупотребува, тоа се стотици такви примери има. 30 милиони Зашто евра сите сакаат да инвестиција. градат у Карпуш? Зашто никој не ги рекетира. Никој не се протиставува. Како мислиме да се развиваме ние без странски? И домашни и странски. Како се изживуваме со странците, така не. Луѓе бре, у Подржи конј вадев градежна дозвола 6 месеца. У Подржи конј. У моето мало има сега 4 живи граѓани, а сигурно има 50 и повеќе со 50 куќи. Само тоа мало. А у цело село нека има 25-6 души, а површина колку цело Скопје е. И ти 6 месеца вадам градежна дозвола. И сега може замислите некој од кајмено цело со опинци, кога он ќе изведи градежна дозвола? Не треба тоа се поедностави. И за таму, и за овде, и за секаде. Не, за било каде се малтретира народ без врска. Согласно со двамо, согласно со тамо, согласно со овде, Да. согласно со овде. И на крај, кој ќе ги добиеш сите согласности, кој ќе заврши све, ќе ти рипнат разни распејани вакви, распејани такви, невладени, ќе ти организираат тоа, ќе дојде нова влада, ќе ти стопира инвестицијата. И кој сака у таква земја да инвестира? Така ли не е така? Така е, така е. Колку време преговарале овие французите за таа за таа 400 мегаватна централа? 3 или 5 години. Така нешто беше. Мислам дека минимум 3 години 3 или 5 години, не сум сигурен се. Колку време изгубиле, колку пари потрошиле? Многу. Хајде сега се дигне опозицијата. Чекај, ова не може така, не може вака. Ама не, опозицијата сега се крева за да добијат некоја бајдера. Они Ама луѓе, опозицијата се така наречената опозиција, бидејќи тоа не е опозиција, тие се власт. Таа соларна електрана ќе се прави на територија на општина Свети Николи и општина Штип. Значи тоа се прави во Александар, општини каде што градоначалници со ВМРО ДПМН. И сега таму се работи за некоја бајдера. И нема врска, апсолутна врска нема приказната, затоа што сите документи ги имав на увид, сите до еден, и законот, све имав на увид. И имав многу луѓе кои што збореа дека тоа е не знам каков криминал. За Митилинеос можам да кажам дека е така. Дека во Митилинеос... не за Митилинеос, јас сум ние да ја градиме и нема да кошта 260 За Митилинеос можам да кажам дека таму има многу проблематични и спорни моменти. И по 200 милиона Но, ќе не кошта. да, ама пресметката, инвестиционата пресметка на Митилинеос е 160 милиона евра. Виж како сум знаел, по 200 милиона. 160 милиона евра и тоа е пишано. Е сега, за соларната за француската компанија. Значи таа француска компанија има направено инвестиции, мислам преку 20 милиарди евра низ Европа. Преку 20 милиарди евра низ Европа. Тоа е огромна фирма. Тоа е фирмиште. Они имаат профит, минатата година имале профит од 2 милиарди евра. И сега ја слушам опозицијата што збори тука ќе доште ќе переле пари. Мислам- Како тоа што ги заработиле негде надвор, тука да ги исперат кај нас, па не ќе ги исперат. Не. Па да, и тука ќе остане 10%. Од надвор да ги донесат кај нас Па да ги 2 милиарда да ги испере кај нас, па 10% ќе остане кај нас. 200 200 милиона ќе милиона. останат кај нас. Ќе переле, како ќе пере пари? Ама што се случи со Митилинеос? Тоа се да го кажам. Значи ВМРО ДПМН збореа за против Митилинеос и против инвестицијата на конгенеративната електрана во таа на газ, кој што ќе се гради у кругот на железара, збореа против таа 4-5 дена. И после тоа знам Стигна за еден бајадерата. човек кој што дојшол со бајадера и еве за Митилинеос не се збори. Сега се збори за француската. Сега чекаат од французите да им дадат некоја бајадера, Таму нема добијат ни банка. па нема да добијат веројатно. Германци, французи не ти дадат. Најголемата трагедија е она што мора да го разберат граѓаните дека со ваквото однесување политичарите кои што го прават ова директно им бркаат во џебот на граѓаните, затоа што тие пари кои што ќе ги инвестира некој во Македонија, дел ќе отидат нели за даноци, дел ќе отидат за давачки кон државата, дел ќе отидат за плати на граѓаните. Значи директно им брцаат во џебот на граѓаните со тоа што блокираат инвестиции за да лапнат бајадери. Тоа е многу битно. Моментално со енергетскиот сектор во Македонија влада е трилинг. Двајца поранешни членови на влада и еден сега лидер од
од една политичка партија во сите овие сделки. Во енергетскиот тие се, сектор? Во енергетскиот. Да, Тоа да е ги трилинг кажам. кој што ја Не можеш да ги кажеш ти, јас ги знам и ние сме ги збореле неколку пати. Сме ги збореле. Христијан Мицкоски, Кочан Гјушев и Зоран Заев. Рок Плик и Шарац. Да. Тоа се тие кои што највеќе владе. Кочан Гјушев има, Дали- например, у Кочани имаат направено и околу Кочани имаат направено, значи тоа да не прамовите.